Венко Филипче како камен околу врат за рейтингот на СДСМ. По поразот во првиот круг од изборите, потпредседателот на СДСМ речиси го снема од митинзите на владеачката партија, каде беше редовен декор во кампањата пред првиот изборен процес. Министерот Филипче пак како да е заминат во илегала. Последен пат своје обраќање имаше пред една недела на националната конференција за рак на дојка. А не е многу активен ниту на социјалните мрежи, ако се суди според неговата последна објава пред 4 дена, кога се појави во болницата во Охрид, но таму не даваше изјава за медиуми. Додека се чека целосниот извештај за пожарот во Тетово, додека бројките и смртноста од COVID-19 растат, а мерките се олабавуваат, јавноста чека одговори од Венко Филипче. Се поставува дилемата дали справувањето на Филипче со проблемите во здравството игра улога тој одреден период да остане на клупата за резерви кога е во прашање политичкиот живот. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски смета дека во вториот круг од локалните избори најголем дел од комуникацијата ја преземаат лидерите и кандидатите за градоначалници. Може би влијаело, ние не знаеме, бидејќи не ги познаваме партиските стратегии, може би фокус на СДСМ во вториот период, односно на Министерството за здравство е токму справување со пандемијата, но јас сепак останувам на мислењето дека во двете партии, во вториот круг, најголем дел, односно над 90% од комуникацијата со јавноста презимаат партиските лидери и оние кандидати за градоначалници кои останаа да се доизберат. И мислам дека е тоа причина за недостатокот на други партиски функционери во комуникацијата од двете страни, а не некакви други консидерации кои може би постојат, ние не ги знаеме. Во првиот круг од изборите Филипче беше еден од поактивните членови на СДСМ. Држеше говори на митинзи, имаше средби со граѓани и ги фалеше кандидатите за градоначалници од неговата партија. Од Министерството за здравство велат дека министерот секојдневно ги извршувал своите обврски и секогаш бил достапен за јавноста и пациентите.